Божи благослов, браќи и сестри, да ја чуеме Божјата реч. Што има Божјата реч да ни порача денес? Прво би сакал да поставам прашање, многу актуелно прашање. Дали денес ја читаме Божјата реч? Ја читате ли денес Божјата реч? Само во сабота во црква? Дали секој ден ја читаме Божјата реч? Да. Дали ја познаваме до Божјата реч? Дали добро ја познаваме Божјата реч? Така и така. Добро. Ке ми замерите ако поставам едно библиско прашање за одговарање? Може да употребите секакви помагала. Во Библијата постои една историска личност. Верувам дека прашањето ќе биде лесно и без помагала. Во Библијата постои една историска личност која што била цар, но за разлика од многу други личности споменати во Библијата, и меѓу нив многу цареви, оваа личност е единствена, овој цар е единствена личност по тоа што Библијата го споменала по име, иако 150 на години пред неговото раѓање, однапред. Благодарам. Точен одговор. Но, дали ќе ви треба помагало за да одговорите на прашањето каде Библијата го споменува пророштвото за царот Кир? Која книга ви доаѓа на памет? Го има во Еремија, Кира? Јас не знам, може би, не знам. Вака, благодарам. Праша некого за тоа? Абе, зашто веднаш посегнувате по чат GPT? Четиридесет глава од Исаија. Да почнем да читам од 24 стих, па надолу. И запаметите ги овие зборови. Вака вели Господ, твојот откупител. Кому му се обраќа? Да речеме, тебе и мене ни се обраќа денес. Некогаш овие зборови првобитно упатани до древниот Израел. Вака вели Господ, твојот откупител, кој те обликува каде? Во мајчината утроба. Да не отвараме сега пак таа тема. Од кога постои животот на човекот и човековата личност? Јас сум Господ кој се создадов. Сам ги спрострев небесата и сам ја послав земјата. Од каде потекнува се што постои? Јас ги правам ништожни доказите на лажните пророци и на видело го изнесувам безумието на магисниците. Пред мене отстапуваат мудреците, знаењето нивно
го обрнувам во лудост. Го потврдувам зборот на својот слуга и го извршувам изреченото од моите пратеници. Му велам на Ерусалим. Забележете го овој дел од пророштвото. Му велам на Ерусалим. Ти ќе бидеш населен. И на градовите јудини вие ќе бидете изградени. Урнатините негови јас ќе ги возобновам. Зошто Исаија ги упатил овие зборови до својот народ во Божјо име? Дали Ерусалим и другите јудини градови биле разорнати во времето на пророкот Исаија? За кое време се однесувало ова пророштво? За времето после Вавилонското робство, кога со Вавилонското опустошување и Јерусалим и храмот и цела Јудеја ќе бидат опустошени, но Господ прорекувал и обнова после тоа. И на тоа време, после Вавилонското робство, се однесуваат овие пророштва за обновата. 27 стих. Јас си велам на бездната и суши се. Знаете што е бездната? Да, морето или океанот, светскиот океан, често пати се нарекува бездна во Библијата. И реките твои и јас ќе ги исушам. На што ве алудира, ве асоцира ова исушување на реки? Бидејќи тоа го кажува непосредно пред да го спомене царот Кир во 28 стих. Кој вели за Кир, тој е мој пастир и тој ќе ја исполни секоја волја моја и ќе му рече на Ерусалим, што? Ти ќе бидеш одново изграден и на храмот ти ќе бидеш обновен. И продолжува за Кир, пророштвото продолжува и во првите стихови од 45 глава, но ние нив нема да ги читаме. Пошто е најпознат, царот Кир, ако читате и во книгата на пророкот Данијел, ако читате и во вонбиблиската историја, Кир како прво е цар на која држава? Персија. Која е таа држава денес? Иран. Запаметете го тоа. Денес правиме пауза од проучувањето за Самсон, бидејќи најавив малку занимавање со библиските пророштва. Зошто? Бидејќи времето не гази, се случуваат апокалиптични настани. Што мисле, дали ова пророштво што го прочитавме за персискиот цар Кир, кој што живеел пола 1000 пред Христа, е нешто за нас денес актуелно? Да, и Ездра, затоа што живеел во времето заедно со Немија, после Вавилонското робство, кога се исполнувале овие пророштва. Кир ги ослободил евреите од Вавилонското робство, кога го освоил Вавилон. На кој начин го освоил Вавилон, се сеќавате? Ја пресушил реката Еуфрат. Замислите, цела војска добила наредба да копа ново речно корито. Која работа е тоа за мен? И да се пренасочи реката Еуфрат да
потече по новото корито, а старото корито што минува низ под зидините и среде Вавилон, да биде исушено, односно испразнето од вода, и во ноќта на последната богохулна журка на царот Валтазар, или Балтазар, кога му дојде неговиот суд и крајот, персиската војска влезе во градот преку исушеното речно корито, го освои Вавилон и истата ноќ беше заклан и безумниот цар Валтазар, за кој што зборува и пророкот Даниел во 5 глава. И Кир го издал првиот декрет како цар за обнова и изградба на Ерусалим, на храмот конкретно. Иако требало уште 2 декрети за да конечно се реализира таа наредба, и персискиот цар Дарий издал декрет, потоа, но дури третиот декрет на персискиот цар Артаксеркс конечно го расчистил патот за обнова и изградба на Ерусалим, храмот и целиот Израел, целата израелска теократија. Прашав, дали е ова актуелно за нас денес? Дали е ова само историја или е актуелно за нас денес? Што мислите? Да отвориме во книгата, која што на македонски е преведена како Откровение. Знаете како се вика во оригиналот? Апокалипсис. Апокалипса. Какви значења побудува, какви мисли побудува овој израз во денешната јавност? Кој ќе се каже дека нешто е апокалиптично. Крај на светот. Дека нешто е... често пати се вели, ако сте приметиле и во разни новински извештаи, тоа се разорнувања, катастрофи од библиски размери, се употребува тој израз. Што значи тоа? Кои се тие катастрофи од библиски размери? Последните денови, да. Ако се сеќавате во Откровение 16 глава, каде што се набројуваат 7 последни зла, што ќе ја погодат оваа земја, обединетата држава на новиот светски поредок, диктатурата на Антихристот и сите негови жигосани поданици. Во 12 стих читаме дека 6-тиот ангел, и дури 6-тиот, значи предпоследниот од 7 зла, 6-тиот ангел ја излеа чашата своја каде? Во големата река Еуфрат и пресуши водата неизина, за да се подготви патот за царевите од сончевиот исток. Кои се овие? Што значи ова пресушување на реката Еуфрат? Денес постојат многу и новински извештаи кои што ова пророштво го применуваат буквално на географската река Еуфрат, која што наводно според тие извештаи во денешно време пресушува. Многу е намален незиниот водостој, на некои места е сосема пресушено незиното корито. Но дали на тоа се однесува ова пророштво? Како прво, пророштвото е за 7 зла, пророштвото е за времето после завршување на времето на милост. Тоа се навистина последните апокалиптични судови, кои што без милост ќе ја погодат оваа земја.
Сега имам едно прашање до сите што ме гледате и овде присутни и преку екраните. Постои еден цитат, многу познат цитат, на Елена Вајд, кој што ние на македонски го имаме сочувано во нашиот превод од книгата Последните настани. Веднаш самиот почеток, вториот цитат од целата книга, во првата глава, под наслов Последната криза на земјата. Цитатот е извадок од 9-та книга Сведоштва до црквата, 11-та страница во оригиналот. И гласи вака. Катастрофите на земјата и во морето. Несредената состојба во општеството. До сега забележуваме вакви работи во секојдневните новински извештаи. Што значи? Катастрофите на земјата и во морето. До сега сме се изначуле вакви работи. Ни сите изминати години. Несредената состојба во општеството. Постои ова? Живееме во средено општество. Или и оние општества што ги знаевме, што ги биеше глас дека се многу средени и организирани, разни шведски, Германии и така натаму, сега се хаос. Гласовите за војни, позната тема. Дали живееме во време кога овие гласови се стивнати? Не, напротив, уште се повеќе и повеќе се разгоруваат, се засилуваат. Издржа Иран уште цела недела од минатата сабота, кога го споменав последен пат. Наводно, вториот звер, сега представен со ликот на председателот Доналд Трамп, наводно нема да има напад, наводно со преговори ќе се постигне нов договор со Иран и така натаму, но не е сигурно дека ќе нема војна. Затоа што Израел сака војна по секоја цена. Зошто? Сите овие немири и сите овие случувања во Иран, зад кои што многу јасно стои Израел, имаат за цел да се бутне режимот, да се бутне власта на ајатоласите, на Исламската република, Исламската револуција, Исламскиот режим и така натаму. Зошто тоа на Израел толку многу му пречи? Ќе видиме понатаму. Да го довршам цитатот. Катастрофите на земјата и во морето, несредената состојба во општеството, гласовите за војни, сето тоа навестува зло и најавува дека се наближуваме кон случувања од најголеми размери. Кои се овие најголеми размери? Че нема поголеми од нив. Во Библијата кои катастрофи ќе бидат катастрофи од најголеми размери? 7 последни зла. Оние што ги прочитавме. Што ги споменавме денес. Оние што се запишени во Откровението, во Апокалипсата. Силите на злото ги зацврстуваат своите сили и ги збиваат своите редови, подготвувајќи се за последната голема криза. Кој се подготвува за последната голема криза? Дали председателите, премиерите, кралевите, царевите, ајатоласите се подготвуваат за некаква криза? Дали се тие свесни дека предстои криза?
На кого мисли Елена Вајд? Кога вели силите на злото ги затврстуваат своите сили и ги збиваат своите редови, подготвувајќи се за последната голема криза. Тоа се гјаволите, тоа се сатаната и неговите демони. Они се свесни дека предстои последна голема криза. Народите во светот и нивните водачи се свесни дека предстои последна голема криза. Што очекуваат луѓето за блиска иднина? Мир, кога ќе речат мир, сигурност, благосостојба. Второ послание до Солуњаните, или прво беше 5 глава. А второто човекот на беззаконието. Кога ќе речат мир, сигурност, безбедност, благосостојба, тогаш што? Тогаш ќе се случи неволја, толку ненадејна, вели, како што бремена жена, ненадејно ја зафаќаат породилните болки. И тогаш ќе дојде крајот, како што рековте. Последната реченица од цитатот гласи: наскоро во нашиот свет ќе се случат големи промени. Големи промени. Дали веќе се случуваат? И завршните настани бргу ќе се сменуваат. Би сакал да се задржам на овие последни зборови од овој цитат од Елена Вајд. Инаку, имам еден проблем и барам да ми помогнете. Во македонскиот превод од 9-та книга на сведоштвата до црквата никаде не можам да го најдам овој цитат. Се обидувам, никако не можам да го најдам во 9-та книга од сведоштвата. Во оригиналот е 11-та страница. Јас проверив 10 страници пред и после 11-та страница во македонскиот превод. Никаде не можам да го најдам овој цитат. Дали случајно е испуштен, дали цел пасус е преведен и не преведен, не знам. Ако постои цитатот некаде, молам да ми помогнете во ова издание да ми посочите каде се наоѓа. Цитатот почнува со зборовите катастрофите на земјата и во морето и така натаму што веќе го прочитав. Но да се вратам на последните зборови. Елена Вајд вели дека последните настани ќе се одвиваат брзо, бргу. Колку бргу? Што мислите? Се сеќавам кога овие зборови, овој цитат, конкретно овие зборови на Елена Вајд, дека последните настани ќе се одвиваат бргу, беа многу популарна тема во многу адвентистички проповеди и книги од раните 90-ти години. Знаете зошто? Затоа што падот на комунизмот во Источна Европа од 89 до 91 година тогаш им изгледаше на луѓето како нешто што се случи многу бргу. Речи си како преку ноги. Метафорично кажано. Никогаш порано во историјата толку радикални промени не се случиле толку бргу. За неколку месеци, 2 или 3 месеци, 89-та година, како кула од карти се рушеа комунистичките режими во еден куп источноевропски земји. Тодор Живков, Бугарија, Ерих Хонекер, Источна Германија, Чаушеску многу крваво во Романија, и да не ги споменувам останатите, тогашна Чехословачка, Унгарија. Толку бргу, никогаш порано за 2-3 месеци толку бргу не се случија радикални промени во Европа и со последици ширум светот. Што мисле, дали денес, после
30 на години. Живееме во време кога настаните се одвиваат уште побргу од тоа. Да ве подсетам дека на почетокот на оваа деценија, која што ја нареков апокалиптична, доживеевме ние ситуација да не можеме, настаните се случаја толку бргу кога изби пандемијата, што не можевме од една сабота, таа сабота беше 7 март 2020 година. Од една сабота не можевме да најавиме дека другата сабота, 14 март, нема да имаме богослужение во црква. И немавме богослужение од 7 март до 23 мај. Таа година немаше богослужение во црква. Имавме видео богослужение, да. Но, настаните се случија толку бргу, што во саботата на 7 март, и годинава саботата ќе биде 7 март, неделата кога почина мајка ми 8 март, и така натаму. И понатаму годината ќе личи како 2020-та, датумски. Од 7 март не се ни знаеше дека во вторникот на 10 март, веднаш после погребот на мајка ми, истиот ден, се објави дека школите нема да работат 2 недели за почеток беше кажано. Наместо 2 недели испадна до крајот на годината, 2-3 месеци. Така. Да, истиот ден, 10 март, вторникот беше погребот, истиот ден попладнето беше објавено. Но во саботата тоа не се знаеше. Во саботата светот не знаеше дека ќе биде објавена пандемија, дека ќе бидат затворени еден куп јавни институции, ниту пак ние знаевме од една до друга сабота, па и не можевме ни да објавиме заради тоа, од црква во сабота, дека следната сабота нема да има богослужение. Не само што ние не знаеме, светот се уште не знаеше во саботата на 7 март, како ќе изгледа следната седмица. Колку бргу се случи тоа. Колку бргу се случи тоа. Дури само телефонски, во четвртакот и петокот телефонски, ги известувавме верниците дека нема да имаме богослужение во сабота. Видите, оваа брзина на настаните, во рамките на 7 дена да се случат радикални промени, што мислите, можно е денес да се случи помеѓу 2 саботи да се случат радикални промени во целиот свет? Мене ме подсетува на Христовите зборови: молете се вашето бегање од Ерусалим, се однесува на првите ученици во првиот век, но дали само на нив се однесува ова. Молете се вашето бегање да не биде зиме или во сабота. Сега. И не било. Кога јудејските христијани од Ерусалим го видоа знакот што Христос им го кажал за напуштање на градот, кој беше знакот, се сеќавате? Кога ќе го видите Ерусалим обколен од војска, знаете дека се наближи часот на неговото опустошување. И затоа имав посебни проповеди во октомври 20 година за римската опсада на Ерусалим од страна на Кестиус Галус, есента 66 година, кога евреите му нанесоа тежок пораз и дури славеа голема победа, а тоа било прилика христијаните да го напуштат градот, тогаш кога евреите мислеа дека се е безбедно, дека кога славеа, се радува, ја победивме римската војска. Тогаш кога другите мислеа дека нема потреба да се бега, затоа што победивме,
тогаш христијаните бегаа. Зошто? Зашто Господ така рече. Замислите, дали може да се ослониме, да се потвреме денес само на Христовите зборови за нешто, ако се околу нас изгледа спротивно од тоа? Што мислите? Еве, ја поставам едно прашање, ме интересира. Што мислите? Како е можно во една Америка да почне прогонство врз сите оние кои што ја празнуваат саботата? Кога знаеме дека таа Америка, особено денешниот нејзин председател, е под контрола не на еврејско или израелско лоби, под контрола на израелската држава, самиот Нетањаху се фали денес јавно дека он го контролира американскиот председател. Како може една Америка која што со децении ја бие глас дека е под еврејска контрола? Во таа Америка дали е можно да се донесе закон со кој што ќе се прогонуваат оние што ја празнуваат саботата? Дали е можно такво нешто? Дали изгледа дека е можно такво нешто? Интересно прашање. Дали денес, во втората половина од оваа апокалиптична деценија, живееме во година во која што ќе се донесе неделниот закон? Да погледнеме некои вести. Може да погледнеме, Борче? Имаме една бомбастична вест, која што гласи вака. Директорот на Heritage фондацијата, која беше таа фондација, побарајте ги проповедите на брат Андреј Рошану од пред 2 години, мај 24 година, каде што зборува за жигот на зверот, за пророштвата од откровението, за неделниот закон отворено. Таму уште тогаш беше кажано што е, значи пред 2 години ние знаевме што е Heritage фондацијата, како таа фондација го изработила така наречениот проект 2025 за 2025 година, минатата, како тогаш председателот Трамп како тогашен кандидат за повторно враќање на власт бил обврзан, се заветувал пред Heritage фондацијата. Тоа го слушавме од Андреј пред 2 години. Тие проповеди се достапни на интернет, гледајте ги. Мај 24 година. Председателот Трамп тогаш се имал обврзано дека кога ќе се врати на власт, ќе ги исполни задачите на Heritage фондацијата, предвидени во проектот 2025, и една од точките на тој проект беше што? Тоа што го споменав како вест и пред неколку седмици, дека неделата треба да биде прогласена за универзален ден на одмор. И сега, пред неколку саботи кажав дека Heritage фондацијата поднела предлог до американската влада, неделата да биде прогласена за универзален ден на одмор, а сега Кевин Робертс, директорот на Heritage фондацијата, вели дека нивниот предлог е наишол на поволно мислење кај американската влада, или како што таму ја нарекуваат администрацијата на Доналд Трамп. Видите, тоа е кога слушате вести во денешните медиуми веста ја објавуваат на начин за да луѓето бидат уште по-успиени, што е можно
да не речем глупави, за да не разберат што се случува. Значи, директорот на фондацијата тврди дека тој, кога го поднале предлогот годинава до председателот Трамп, до владата, и сега вели, демек владата го разгледала предлогот и дала поволно мислење или се согласува. Демек они сега ги прават тие работи. Не за нешто што пред 2 години кажувавме јавно, дека тоа тогаш било планирано, тогаш било договорено, а сега глумат театар, некој не испратил предлог, па сега го разгледавме предлогот и Трамп вели, убав предлог, ќе го реализираме. Како можем денес да се готват овие работи. Постои една друга бомбастична вест, имено, тоа е малку погоре, Борче малце погоре да се враќаш кај поновите вести, дали тука го имаше тоа, уште погоре, мислам најгоре. Само да видам дали имаше, да, тоа е тоа, во средина. Постои една вест која што само адвентистички портали гледам да ја објавуваат. Оваа веб страница се вика adventmessenger.org, ако сакате може да влезете и приватно да си ја проучувате. Постои една вест, според која, дали ќе биде точна, дали Господ ќе дозволи, не знаеме, се планира наводно во неделата на 17 мај годинава. Председателот Доналд Трамп да направи нешто со што Америка, според неговите зборови, повторно ќе ја посвети на Бога. Ќе ја посвети земјата, нацијата, државата на Бога. Порно се зборуваше дека тоа беше шпекулација како гласини, уште минатата година еднаш го споменав во вести занимливости, дека наводно Трамп планира Америка да ја направи христијанска нација, официјално, тоа значи коренита промена на уставот, коренита промена на природата на таа секуларна држава, од секуларна да стане христијанска нација. И тогаш реков, ако се сеќавате, дека ако тоа нешто се случи, тоа е безмалку исто како веднаш со истиот тој чин, ако тоа се случи, веднаш и да се донесе и неделен закон. Се поставува прашањето, дали во мај месец оваа година ќе се донесе неделен закон во Соединетите Американски држави. Ова прашање горливо се поставува, затоа што настаните упатуваат на такво нешто. Не знаеме, затоа што Господ може многу лесно да го спречи сето тоа. Може се случат еден куп работи со кои што овие планови ќе бидат осуетени или одложени за догледно време. Но, големото но што повторно го поставувам денес, дали сме спремни, ако Господ дозволи да почнат да се случуваат овие настани во 2026 година. Дали сме спремни? Што значи тоа дали сме спремни? Значи, во светлината на овие настани, дали ако 2026 година се донесе неделен закон, или ако само почне процедурата за донесување на неделен закон, например, официјален предлог до Конгресот, па парламентарна расправа, сето таа, дискусија, јавни дебати, ќе има сигурно опозиција, сигурно ќе има испротивставени мислења, како што имаше во времето на Джонс и Вагонер, кога се расправаше за тоа, за тогашниот неделен закон, односно предлог закон. Да размислуваме уште еднаш за овие зборови од духот на пророштвото. Исто тука се во
последните настани, 63-та страница од македонскиот превод. Поднаслов на цитатот "Знак за напуштање на големите градови". И цитатот од петта книга Сведоштво до црквата, 464-465 страница, гласи вака. Не е далеку времето, кога, како некогаш првите ученици, ќе бидеме принудени да побараме за солниште во ненаселени, повлечени места. Дали го забележавте глаголот? Не е далеку времето, вели Елена Вајд, кога, како некогаш првите ученици, ќе бидеме што? Принудени. Знаете што значи принудени? Значи, не се прашуваш дали сакаш. Сакам да си живеам во Скопје, сакам да си живеам во Чаир, сакам да си живеам во центар, во Влаев, во аеродром. Не се прашуваш. Сега се прашуваш дали сакаш. Сакаш да живееш во Скопје или сакаш да се преселиш на друго место? Тоа сега го имаш тој избор. Елена Вајд вели, ќе дојде време кога ќе бидеме принудени, значи учениците сакале да останат да живеат во Ерусалим? Имале избор, да останеме да живееме во Ерусалим? Не. Кога го виделе знакот, тие знаеле што го очека градот. Тогаш кога сите околу нив славеле и се радувале. Тогаш тие го напуштиле. И затоа ниту еден христијанин не загинал. Во времето кога Ерусалим бил разорен и уништен и над 1.100.000 евреи беа убиени, заклани во него 70-та година од новата ера. И како што доаѓањето на римската војска под ѕидините на Ерусалим на јудејските христијани им било знак да бегаат, што беше знакот на јудејските христијани во првиот век, конкретно оние што живееја во Ерусалим, првата црква во Ерусалим. Како што доаѓањето на римската војска под ѕидините на Ерусалим на јудејските христијани им било знак да бегаат. Тоа за тогаш, првиот век. За 21. век што? Така и издавањето на наредбата со која се наметнува папскиот ден за одмор. Според зборовите на Елена Вајд, кога нашата нација, на која нација мисли? Соединетите американски држави, нејзината нација. Кога нашата нација дрско ќе си го присвои тоа право, дрско. Дали председателот Трамп ви изгледа дрзок по многу своји постапки денес? Кога нашата нација дрско ќе си го присвои кое право да го наметне папскиот ден за одмор. Нам, издавањето на таа наредба, нам ќе ни послужи како предупредување. Точка. Последната реченица. Тогаш ќе биде време да ги напуштиме големите градови. Подготвувајќи се да ги напуштиме дури и помалите и да се повлечеме во осамени домови, во зафрлени места на планините. Прашањето што се поставува е, ако оваа година, 2026, ако не оваа следната, 27, 28, но еве ако биде оваа година, се донесе неделен закон во Соединетите американски држави, дали сме спремни? Не затоа што сакаме. Дали сме спремни да се држиме за верата,
кога ќе бидеме принудени. Што е тоа што ќе не принуди? Размислувајте. Што е тоа што ќе ги принуди луѓето да бегаат од големите градови? Немаме време да зборуваме денес за Иран, иако има една многу битна вест, сега веќе 10 дена стара, но ајде да видиме, само да споменам, да најавам. Во јавноста истапи деновиве иранскиот принц, кој што го носи истото име, како и последниот шах, Реза Пахлави. Реза Пахлави беше соборен со Исламскава револуција во декември 1979 година, откако и после тоа дојде исламскиот режим и ајатолахот Хомеини дојдоа на власт. И Реза Пахлави сега, помладиот, отворено изјавува дека ќе се врати на власт и дека тој ќе биде новиот Кир Велики, кој што ќе јавно се обврзал дека ќе го обнови Ерусалимскиот храм. Замислите какви вести постојат во денешната јавност, иако ова нема да го слушнете од приглупите партиски медиуми. Но постојат, на интернетот постојат, ова се вести, браќи и сестри. Ова се вести. Библиските пророштва се на прагот да се исполнат. Дали Господ ќе дозволи, ќе видиме. Дали сме спремни, е прашањето што се поставува за нас. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.